точка за явно предприятие Комуналец, колко не е основано, маркано и излишно. Значи, без идейност и наеманието капацитет на Комуналец доведе до ситуация, в която отговорните лица до момент бара чуване цената на сметките за комунали, ще директно човектерите бюджет на всеки гражданин. Или като друга опция предлага намалување на обемот на работа или субвенционирање од локална самоуправа, што нема никаква логика. Рашањето што би го имале нова ниво или онака е сведено на минимум одржување на хигиена на градот, значи од хигиена до се што дали од намалување на работа се подразбира може да намалување на број на работени во Комуналец. Затоа што не е потенцијално. Во секој случај, секој од овие сценарија се катастрофални. Прва работа, извршни побарувања. Нема увид за пресуди нови побарувања. Овеќе станува збор со голем прашање. Околу 10.000 евра штета е направена од страна на одговорните лица за неисплатени обврски на вработени кои добиле правосилни пресуди. И сега се изплачува штети со затесни камати. А во исто време Комуналец изплачува околу 6.000 евра за јубилејни награди. Поред заслужено. И да биде иронија уште поголема, Н надоместо, ја не знам што значи прво Н, во Н надоместо. Се над 100.000 евра потрошени, околу 3.000 евра за такси превоз има потрошено јавно предпријатие Комуналец. 3.300 евра за спонзорство. Спонзорство за шо? На колко? Каде? А се жалите дека работите со загуба. Не ми јасно. Друга работа. 140.000 евра од крупните трошоци во еден квартал правиме се наведени за услуги на доместовци на вработените и други останати трошоци. Ова би е многу мудро и друго. Разно. Која е потреба во вкупно вработени 409, новите 14 лица да бидат вработени преку приватна агенција за вработување. Приватна агенција за вработување зема 7% од провизија од платата на вработениот и пашка локалната самоуправа плаќа енормни суми за поналовници услуга, што се овде има прашање до началникот во врска со ова. Која е потребата за ангажирање на приватни агенции за привремени вработувања со оглед на тоа дека постои државна агенција за вработување? Која не наплаќа провизија и дали планирате да продолжи ова пракса понатаму? Значи, има логика да ангажираме приватна фирма кога веќе си постои државна предпријатие. Сега, има направени Fiat Doblo, Renault Kangoo, кои се пишени 12.000 евра без никакво образложување. Дали се работи за изплатена рата? Дали се станува збор за нови возила? Ако станува збор за нови возила, дали е рата? Дали станува збор за половни возила? Дали се целосно изплатени? Не е ништо појаснено. И најбитно прашање кој не засега како граѓани Комуналец, како граѓани до Комуналец, поради нелогичната сума на приходи, колкав е процентот на наплата на комунали во градот? Нигде тоа никој не го спомена. Колкав е процентот на наплата на комунали во градот? Според броја на домаќинства во Прилеп, на општина Прилеп. Исто што е интересно, 30 тони гориво се потрошени во трет квартал. 30 тони гориво и тоа е грубо околу 120 тони на годишно ниво. Тоа се 350 литри гориво дневно. Ајде нека направи некој една проста математика што се постигну со 350 литри гориво дневно. Ова е пресметка ако секое возило работело 24 сати, секој ден во месец, 30 дена во месец. За резервни дело потрошени 35.000 евра, 5.000 евра за мобилни телефони, 1.200 евра за фиксна телефонија, 1.000 евра за интернет услуги, 1.900 евра за поштенски услуги, а има кури. 1.700 евра за лепење на гуми. Колку пати би се спинало гума, мене не јасно, едно лепење на гуми колку кошта 100 до 500 денари, колку не е ништо прецизно, јасно потенцирано.
30.000 евра за 3 квартали трошоци направени низ лабиринти за изгубени спорови со камати. Дали постои лице кое би сносило еднаш одговорност за изгубените спорови, затоа што на луѓето не му се наплатени плати на време. Најверојатно нема во брз период. Али че има. Накратко околу 1 000 000 евра за нелогични шизофрени фиктивни ставки народот плаќа трошоци во мандат и при тоа никој не одговара за ова. Таа е причината за дотрајање возен парк на комуналец, мизерната чистотна на градот, паркови одржување, градски гробишта и се што. Доколку овие трошоци би биле пренаменети за решавање на проблеми долгорочен характер, ја би го зел како пример општината, што секоја година е оштетена по 200.000 евра за чистење, за тендер за чистење на снег. 200.000 евра за едно предпријатие, ако биде пренаменени средствата правилно, може да купи 4 камиони за чистење на снег и да биде долгорочното решение. Како капаче нова, прв квартал добивка комуналец е 50.000 евра, втор квартал е загуба од 5.000 евра и трет квартал е добивка од 39.000 евра, што значи дека комуналец моментално е во добивка 5.000 евра. Ја не знам која е причината предпријатијава работи во добивка, а пара во качување на комуналните такси. Заклучува. Она наша анекдота кај народот државно не бива ништо. Може да падне слободно во вода. Значи, главен проблем кај секој јавно предпријатие и секој јавна институција државна се неадекватните корумпирани поединци на позиција што раковода со наши пари, со државни пари. Со поштен кадар и мудра прераспределена средствата многу лесно можеме буквално да го препородиме секој јавно предпријатие да биде и рентабилно и граѓаните да ги добива услугите адекватно спрема нивната наплата. Се ова точка, како и претходниве, е давање на зелено светло за декриминализација на очевиден криминал. Затоа левица гласа против. Аз зборов правило на збор малку ќе го злоупотребам, уште еднаш, затоа што луѓето се присутни, да се стави на точка на дневен ред за опожарените параки според член 45 од деловникот. Член 45 од деловникот вели многу јасно, кај се деловникот. Од итен карактер, доколку во описана форма да се продолжи итноста. На седмицата најдек се одлучува итност без претрес. Значи се одлучува итност без претрес од Советот, а не од председателот на Совет. Затоа однесува на седмицата, не се однесува на точките. Така, на седмицата. И не мога да можете се на точка на дневен ред, а тоа е расправа. Колку беше расправата околу комуналец, јас овие давам уште еднаш опис на државно и на движен и недвижен имот по собствено трошниот свет, за да ги знаме на секој едно предпријатие. Да си ги знаме стартните позиции и итно активираме солидарен фонд со цел реконструкција на општинскиот имот и решавање на стамбеното прашање и семејствата што има стара домови во пожарот, социјалните параки, значи луѓето не пара обештетување од 1000 евра или од 50.000 евра, луѓето пара таму се реизграда домовите ги ова не го сметате за точка на дневен ред, ала ови бе. Нема за шо.